Почитувани слушатели, стапивме во контакт со историчарот Стефан Влахов Мицов, активист на Република Македонија, односно на македонскиот народ, а исто така и член на македонскиот манифест, на манифестот на Македонија. Господине Влахов, добро утро. Добро утро, доколку знам и добра вечер на нашите македонци во Австралија. Така, овде е кај нас 4:30 часот, кај вас е во Република Македонија 6:30 наутро. Ви благодарам за времето што ќе го отстапите со нас. Имаме околу 15 на минути. Најнапред да ве запрашам за тешката политичка состојба во Република Македонија, која вие ја следите одблиску, но и сте и активен. Во Република Македонија со договорот од Пржино суспендиран е уставот и незините институции. Кое е вашето мислење? Па, видите, сега и јас и тука колегите новинари кои сакат да размислуват со собствена глава, тие гледаме дека уставот беше суспендиран, истовремено беа наложени такви предвремени избори, но мислам дека колку и тешко да оди, мислам дека таа политичка состојба ќе се расчисти. Значи, јас не велам политичка криза, како викат странците, пошто таа е криза во наводници, таа е наместена, значи станува збор за удар, државен удар против Република Македонија. И мислам дека работите сепак ќе стигнат до расчистување, независно дека еве сега и во последниве часови имам информации, читам информации дека се продолжуват со тие потфати да бидат отложени изборите, да бидат такви немири да се создадат во државата. Така што затоа јас секогаш викам еве во моите колумни дека и по изборите веќе мора да се расчисти. Да се расчисти институција по институција и организација по организација, да се расчисти со сите антимакедонски и антидржавни елементи. Ете, тоа е најбитно, пошто ако тоа не стане, еве ние имаме толку многу избори, ама таа работа не е станала до сега. Ако не стане и уште 20 избори да направите, и што да направите, нема спас и државата ќе загине. Можете ли по-конкретно да дадете примери каде е проблемот тука, во институциите или пак во оние кои го предизвикуваат овој проблем во Република Македонија? Дали било тоа опозицијата или пак дали биле тоа оние кои сакаат да ја поделат Македонија или пак олеснувачите, мисионерите на Европа, кои знаеме дека со Берлинскиот договор уште од 1878 година ја поделија Македонија на карта, ја нацртаа, а после со Букурешкиот договор и физички ја потврдија. Видите, тука целта, тука се поклопуват целите. Од една страна, знаеме дека глобалниот опит за уништување на државата, тоа е иницијатива и оди од надвор. За жал, во Македонија, еве во последниве 25 веќе години, гледаме дека таа идеја, таа цел наоѓа поддржувачи во Република Македонија. И тоа сега е пред се измегу лидери на опозицијата, измегу така наречени невладини, граѓански, тоа кои се плаќат со странски пари и кои се множат како печурки. Па сега до пред неколку месеци имаше 46 невладини организации, такви, со странски пари, сега се веќе 70. Тие, не се многу луѓе, пошто тие се не повеќе од 200 луѓе и 20 трајца, прават една организација, но станува збор, добиват пари од служби, од амбасади, од асоциации, странски и така натаму. Тоа е едното. Поклопуват се тие интереси, знаете, од надвор и од натре. Ете, тоа е проблемот. Од внатре кои се предизвикувачите? Нели тоа ја Од натре видите сега, тоа се гледа
дека тоа однатре тоа са значи тоа са лидерите на опозицијата, значи однатре тоа са како ги викаме сурсоидите. Сега вие, ако тоа, мислам дека сте во тека, ако отворите тие нивните портали, вестници и тоа, значи, шо се пишува, тоа е директно антидржавна работа. Тука не станува збор, видите, тоа е надфрлено, тука не станува збор за партиски тоа. Тие се покажа дека са антимакедонски и антидржавни елементи. Секако тука не станува збор за некои значи проблеми во управувањето и тоа. Секога знаете, едно управување нали може да има критика кон него, но таа мора да биде значи од национални позиции, со национална линија. Тоа е проблемот. Тие барат уништувањето на државата. А зашо барат уништувањето на државата? Па затоа што значи од една страна тие сакат да продадат државата, како продадува, знаете, во 90-те години државните активи. Нали, тамо со тие фабрики, заводи, нали, во тоа, во времето на транзицијата, тие ги продадува, си ставија парите во джеб. Второ, значи, тие сакат да се одолжат на тие кои им дават пари. Значи да се одолжат и сега сакат и да продадат државата. Ние не име гајле на државата, сакат да имат пари и за тоа да си шетат и таму. И сега ние гледаме како многу луѓе, значи кои си имат тоа, значи имат си куќи, викенди и тоа било на територијата на САД, било на територијата на Канада, во западноевропски земји и така натаму. Па тие сакат да продолжат со таа работа. Значи, и сакат македонскиот народ да им биде заложник. Исто така како значи гледате дека не сакат нали тие што беше проблеми, нали не сакат нашата македонска диаспора да гласа. Не сакат тоа, па сакат да се откине врската нази, да се уништи самиот македонски дух. Ето тоа е целта нивна. Па до некаде би биле успешни во нивната цел, сепак кон уништувањето на националната држава на македонскиот народ, Република Македонија, се чекори кон тоа со овие преговори кои, како што реков, го суспендира Уставот на Република Македонија и институциите на истата држава. Меѓутоа, да предпоставиме кога би дошле на власт, кои би биле одстапките што би ги направиле, а знаеме без одстапки, национални одстапки, државни одстапки, ако не има, тие не ќе можат ни да дојдат на власт. Тие промовираат директно своите значи одстапки, кое е значи тоа е прво значи поврзано со официјална федерализација на Република Македонија. Официјална федерализација. Што значи тоа? Тоа значи одвоен државен бюџет. Значи тоа значи поделење на функциите. Значи едната тоа значи албанците да имат председател или премиер. Значи тоа. Друго, значи албанскиот јазик да биде службен јазик на целата територија на Македонија. Значи, ето тоа е едната страна. Другата страна тоа е поврзано со менување на македонското име и идентитет. Ете тоа. Значи, и вие, кога, значи, тоа е, значи, поделеност, и аз како велам, тоа даже не е и федерализација, тоа е директно уништување на државата, пошто тука не станува збор, примерно, федерализација значи поделба. Еден дел, нали, албански, нали, таму, примерно, во тоа западниот, другиот тоа. Значи, кога наметнеш албанскиот јазик во целата територија на Македонија, што значи тоа? Тоа значи и таму кај нема никој албанец, тоа мора да биде службен јазик. Тоа е проблемот. Значи, тоа е поврзано со името и идентитетот од една страна, со државните институции од друга страна и на тој начин значи тоа не се отстапки, тоа е директно предавство.
Кога го спомнавте јазикот, вие демонстративно ја напуштивте дебатната емисија на Алсат М телевизијата. Јас ве гледав, вас ви зборува, ви поставува прашања на албански, вие одбивте. Еве тоа е еден пример. Можете да пренесите за слушателите на македонската радиопрограма, за македонците во Австралија, како се случи тоа и што значи тоа? Видите сега, значи јас пред една година учествував во една, пак да кажем, така на Алсат, една наместена дебата, кога ме поканија, ама не ми кажа кои се учесници, како и тоа. Но тогаш водич беше тоа, значи, помошник директорот на Алсат Зекири. И овој, значи, независно дека тоа, значи, е таков, да го кажеме, албански шовинист, овој прашањата, нали, значи, беа на македонски јазик, како е и нормално, и логично, и законски. Сега, значи, друго е прашањето, дека едните од моите опоненти збореа, тие беа албанци. Ама едниот збореше на македонски, другиот на албански. Веќе кога стана жежов зборот и овој кој збореше на албански мина на македонски, но еве сега јас за тоа им кажа, па вие сега се развивате во негативна посока, пошто сега пред емисијата ние се изборихме на македонски и се беше во ред. Нали, во самата емисија тие става, нали, прашања, а имаше и нешто друго, кој им кажаха пред тоа. Значи, кога ви стават, нали, там во уши, нали, тоа, јас многу тешко слушах и пред тоа не можех да слушам и прашањата, зашто имаше некој дефект. Нали, и им кажах, не може тоа, значи, пошто јас многу тешко слушам, а другите соговорниците, нали, таму тоа викат, ама добро, ние добро слушаме и тоа. И така, значи, од една страна, значи, се види дека работата е наместена и тоа се покажа уште од почетокот на тоа, каде, значи, се пука луѓе кои не се присутни. Значи, тоа е, не може, тоа не е фер. Од друга страна со прашањата и така. Од трета страна, сепак јас тоа им кажа. Јас немам чувство дека се наоѓам во Република Албанија. Ако сам там, секој е чески ми зборот на албански. Нали, се наоѓам во центарот, значи, на главниот град на Скопје и сега не може вие да имате тоа, значи, да ми зборите на странски јазик. Значи, тие мора да зборат на официјалниот службен јазик, а потоа веќе за своите гледачи и други си ги преведуваат нормално, нали, како е, примерно, знаете, како е емисија и така. Нали, но сепак, Стефан... Но, таа арогантна, нали, којато е Ермира Мехмети, вика, па ние, вика, и во собранието, вика, прв, вие сте слушнали, прв, вика, службен јазик е албанскиот, а втор е македонскиот. Па замислите, што е тоа, бе? Како може на 20 луѓе, 25 луѓе, прв службен јазик да им биде, а на останатите 100 луѓе, значи да биде втор службен јазик? Па тие са, значи, тие толку образени, толку вулгарни, и јас им кажах, јас не можам да бидам во таква компанија, да го кажеме, во тоа, нали, каде се среќава со таква ароганција. И непочитување на тоа, непочитување ни на закон, непочитување, тука не збориме за фер, за други работи, пошто кај нив не е позната таа, тие не знаат што значи фер и така натаму. Добро. Тука станува збор значи за принципи, за законски принципи. Ние сме држава, мајка му, не сме некој племе или не сме некоја племенска организација. Сега, ако тие живеат, ако тие, значи, имат таква самосвест племенска, па ние не сме им виновни. И тие мора да се прилагат към цивилизацијските норми, а ние не може да се прилагат към дивашките норми. Тоа е логика на секаде во цел свет. Добро, тоа го кажавте, го слушнавме од Ермира, јас го слушнав тоа. Да завршиме интервјуто, затоа што, како што реков, веќе ближиме уште една минута, имаме минута и пол. Со последното прашање, ќе дозволи ли македонскиот народ федерализација, ќе има ли избори на 24 април како што треба и да се остани држава на македонскиот народ?
изборите, значи избори, аз мислам избори на 24 април ке има. Значи, ако некой се опида да го спречи това, значи, ще си го найде, това ще го бара. Значи, и аз съм тук доставен и не само аз, тук и, значи, в Македония моментално врие. Врие от гнев против предавниците. Така що тия, значи, ако се обидат да направят нещо, тогаш наистина, значи, македонският народ ќе покаже това, како е покажал до 1944 година. Това ќе го покаже и тие сите мора да знаат. Все пак тук во Македонија има и патриоти доволно, има паметни луѓе, има борци, има храбри, така што секој кој се обида да направи или федерализација, ќе се соочи со народниот гнев и не само да избори. Изборите се една работа. Ќе се соочи со народниот гнев, тоа го кажа и во Недела и Никола Груевски. И на друг начин ќе се соочи. Тие мора да знаат дека ние тука, фала Богу, сме живи и докато сме живи и со подкрепата на вас, на диаспората, нали, и со